Светот има потреба од мировни мисии како никогаш досега, изјави генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун во обраќањето до 50 земји членки што учествуваа на дебатата во Њујорк со барање за повеќе мировници. Македонија од земја каде што пред 20 години имаше превентивни мировни мисии на Обединетите нации, прерасна во држава која има еден од најголемите придонеси по глава на жител во мировните мисии во светот. Министерот за одбрана Зоран Јолевски најави дека покрај учеството во мисијата УНИФИЛ во Јужен Либан се разгледува можноста за испраќање на македонски војници во нова мисија под знамето на Обединетите нации. Има бројни состаноци, една од иницијативите од моја страна која што доста до сите колеги од Југоисточна Европа во рамките на 7 министерскиот процес е заедно упатување на заедничко упатување на војници во мировните мисии на Обединетите нации. За тоа, врсно на тој документ што го предложив, ќе поразговараме понатаму како ќе се поставиме во ова прашање. Исто така разговаравме и со Италија, кој што е еден од најголемите контрибутори за мировни мисии во Обединетите нации од Европа, со цел да ако патуваме наши офицери и војници да биде по рамките на нивниот контингент. И третата опција која што разговараме и ќе биде предмет на разговорите следниве неколку дена дека во Соединетите американски држави е заедничко упатување на наши мировници со Соединетите американски држави и разговараме заеднички со Сенегал, Вермонт, Македонија и Сенегал да заеднички упатат мировници. Обединетите нации имаат 125.000 мировници во 16 држави во светот, но потребно е формирање на мировни сили со поголем мандат што можат да одговорат на предизвиците од терористи и екстремисти кои не ги почитуваат меѓународните закони. На 70-тото Генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк учествуваат над 150 делегации од сите земји во светот, меѓу кои и македонската делегација е најбројна досега. За македонската телевизија од Њујорк, Ирина Гелевска.